Покачувањето на акцизите ќе почне од јануари, ама цените веќе почнаа да растат. Први, услугите ги зголемија превозниците, а покачувањето започна од Берово. Од оваа недела повратниот билет Берово-Скопје-Берово, кој порано чинеше 500 денари, сега е со цена од 600 денари. Ова секако најмногу ги изреволтира студентите кои оваа релација ја минуваат и по 2 пати неделно, но и сите останати патници. Премногу. Остави се било добра цената до сега. Оставија така. Ето многу. Много, нели? Многу за еден. Луѓе нема да може да си го дозволат. Па ќе се снајде некако, ама ќе го штедат джепот. И превозот ќе биде поскап, да. Од транспортното предпријатие тврдат дека покачувањето не е резултат на покачената акциза, туку на досега нереално ниската цена за поминати 350 километри на релација Берово-Скопје-Берово. За сега ова е единствениот покачен автобуски билет, но граѓаните се убедени дека наскоро автобускиот и такси превозот ќе поскапат. Со исти страв се и земјоделците, и тие се со страв дека зголемената акциза ќе им ги зголеми трошоците за производство, кои онака им се високи. Па уште тоа треба да се качува и да не утепа још повеќе. Цена се качува, семе се качува и сабале го ја купувах. Ненормална цена. За нивната мака спас нуди Министерството за земјоделство, од каде информираат дека нафтата за земјоделците ќе биде нивна грижа. Буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има пари за поддршка, за набавка на гориво за земјоделска механизација и владата оваа мерка ќе ја реализира следната 2018 година. Ова може да ги ублажи проблемите на земјоделците, но во сите други сфери покачувањето на акцизата за 3 денари веројатно нема да помине без последици. Колку и каде ќе се знае од догодина, кога ќе почнеме акцизата за литар нафта од сегашните 0,80 да ја плаќаме по 0,86 евроценти.